Вториот гостин во студио сакам да го најавам со прилогот, кој што го подготви мојата колешка Дијана Иванова, па да го погледнеме. И денеска гранчарското колце врти во работилницата на Панче Недев. Тој занајатот го научил од неговиот татко Тодор, кој е еден од најстарите гранчари во Велес. Панче е осмото колено што ја продолжил традицијата во семејството. Тој создавал гранчарски работи, но за да се направи добар производ, се потребни неколку нешта. Треба да имаш глина, добри раце, но и убава мисла. Многу пробале, ама не успеале, вели Недев. Произведува секакви грнчарски производи. Од едноставното колце, кое за него живот значи, излегуваат извонредни стомниња, тави, тавчиња и се што може човек да замисли, а да се направи од глина. Панче вели, чувството да се работи со земја е неописливо. Грнчарството е уметност, тоа не е само занает. Од парче земја создаваш креација. Во неговата работилница доаѓаат муштерии не само од Велес, туку и од другите градови, каде најчесто купуваат капаци и лулиња за печење на ракија, земјани тави за печење на гравче, каленичиња за пинџур и бардиње за вода. За занајатот вели дека е доста тежок за работа, но и за учење. Во минатото, чираците овој занајат го учеле со години. За да се направат грнчарски производи е голем процес. Нивната подготовка од изработка, сушење, печење траела и околу 30 на дена. Со глина се снабдува од нива што ја има кај местноста Рупи. За таа цел 2 до 3 пати годишно ја копа глината, која потоа ја чува дома. Сите бардиња се уникатни, бидејќи се прават со слободна рака. Секој од нив е со различна големина и димензија. Такво исто барде, по втор пат не може да се направи. Овој занајат е прилично тежок, оти треба се работи макотрпно со раце сета работа. Треба да се копа глината, да се изработува, па видовте таму ми покажав како на колце се работи бардаче, па после се доправа, парачки му се ставаат, па се суши, голема процедура е. Недев се сеќава дека осем на Велешкиот пазар, по минатото, продавањето на велешката гранчарија се одвивала и во другите градови. Гранчарските производи биле носени на Скопскиот пазар и секоја недела биле продавани на пазарите во Кавадарци и Куманово. Во тоа време, гранчарите што имале дуќани, продавањето го вршеле главно во нив, но денес тие повеќе не постојат и продажбата се одвива исклучително на пазар. Тој вели дека овој занает денес е доста ценет и од туристите што доаѓаат во Велес. Честопати застануваат на пазарите и се восхитуваат на украсната керамика. Ако не купат, барем застануваат и се сликаат со нив, затоа што само по себе тие се интересни, а пред се представуваат символ на градот. Почитувани гледачи, од прилика веќе знаете за што ќе разговарам со мојот денешен гостин. Сакам да ви го најавам Гоце Станчев, кој е председател на Сдруженијето Разбој од Велес. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија Утрински зрак. Добро утро и добро ве најдов и благодарам на вашата покана. Поздрав до вашата емисија, ви пожелувам се најдобро и да ги поздравим и вашите гледачи. Ви благодарам многу. За почеток сакам да им објасниме на гледачите колку време веќе постои ова Сдружение Разбој. Така, Сдруженијето Разбој веќе постои 10 години. Ланската година славевме јубилеј од постоењето. Во самата организација членуваат некаде околу 20 на луѓе, ентузијасти, кои што вредно и неуморно работат во полето на културата и културното наследство на Република Македонија. Така, колонијата грнчарски средби се одржува секоја година во Скопсорац и новите средби. Што точно се одржува на оваа колонија? Па, уште кога имавме идеја да го основаме ова здружение, за цел си зададовме да реализираме повеќе проекти во делот на гранчарството и тоа се случи. Значи, сите наши проекти кои што се досега реализирани се поврзани со гранчарството. Оваа колонија грнчарски средби, насловена како грнчарски средби, е еден од првите и поголеми проекти кои што нашата организација ги имаше за цел и ги реализира.
Проектот Гранчарски средби има за цел да го популяризира гранчарскиот занает, го врати, му даде вистински сјај на гранчарството. Сите гранчари од Македонија кои што се во моментов останати, тоа можам слободно да кажем и дека е последната генерација на гранчари во Македонија, ги покануваме во нашиот град, во градот на Рацин. Во куќата на Кочо Рацин создаваме, работиме негде 2 до 3 дена, потоа со завршна финална изложба во ликовниот салон пред публиката на велешката публика организираме завршна изложба која што е проследена со делата изработени од оваа колонија. Иначе оваа колонија секоја година организираме во склоп со Рациновите средби. 8 пат поред ја организиравме. Наша желба е да оваа колонија прерасне во меѓународна, интернационална, каде што ќе и дадеме поголемо значење на колонија, поради тоа што Велес го заслужува тоа. Велес може да се пофали со гранчарството доста, има доста работи кои што за жал во моментов се згаснати, па се надеваме дека една ден ќе испловат на површина и ќе може да видиме и понатаму како ќе биде убавината на овој занает. Вие имате напишано книгата Гранчарскиот занает во Велес. Веќе ја имаме тука во студио, може и гледачите да ја погледнат оваа книга. Оваа книга е издадена од вас. Што точно содржи книгата? Па, работејќи овие изминати години, како што кажавме преска за гранчарството, за оваа проблематика, доаѓавме до многу информации кои што се поврзани со гранчарството, со гранчарскиот занает. Решивме да овие информации ги спакуваме на едно место, да издадеме една книга, која што во книгата е опишан историскиот факт, денешниот факт за гранчарството, а и процесот на изработката на гранчарските производи. Значи, стриктно за Велес. Имаме податоци колку гранчари работеле, доста податоци за фабриката на Филазора, Тодор Левков. Значи, пред се податоци кои што говорат за гранчарскиот занает во Велес. Ни беше на идеја да ги спакуваме на едно место овие информации и да остане како во едно сеќавање и за нас и за нашите генерации. Преку текот на летото организирате исто така и етноработилници. Која е целта на овие етноработилници? Така, проектот етноработилници исто традиционално оваа година по 6 пат ги организираме. Имаат за цел да анимираме што помлади луѓе и ги внесеме во тајните на занечиството, а воедно и да ги оживееме куќите на уметноста во Велес. Во овој проект негде анимираме од 50 до 60 дечиња секоја година во куќите на уметноста, значи ги организираме тие етноработилници. Во куќата на Кочо Рацин организираме гранчарската работилница, во куќата на Касапови ткаачка работилница, во куќата на Васил Гавинов столарска работилница и оваа година за прв пат организираме во куќата на Джинот работилница за изработка на традиционален накид. Верувате ми, ова проект кога сакавме да го да го започнем да го реализираме, малку бевме скептици на почетокот поради тоа што се организираше вон школска година. Па дали ќе дојдат деца, па дали ќе има заинтересирани за да учат занает, меѓутоа се испостави на вистина спротивното. Децата доаѓаат со голема желба и волја, верувате, од почетокот на првата година организирање, па се до оваа година, се помасовно и се повеќе сакаат да дојдат дечиња да работат, дури условите ни се такви што не можеме повеќе од 10 до 12 деца во работилницата да ги примиме, али имаме секоја година 3 до 4 повеќе дечиња од колку што треба, што говори фактот дека овој проект е доста успешен и сме изненадени, и локалната самоуправа, општина Велес, која што е
огромен поддржувач на овој проект и ни дава волја за понатамо да го организираме уште помасовно и се надевам дека и самата цел што е проектот дека ќе воведеме повеќе дечиња да се занимаваат со занечиството, поради тоа што занечиството е на голема и важна гранка не само за град Велес, туку и за цела република. И се надевам дека и понатаму ќе се организира овој проект и ќе биде успешен како што го реализираме и сега. Вие денеска во студиото ми донесовте сувенири, кои што навистина го разубавија нашето студио. Дали овие сувенирчиња се изработени баш од децата? Не, значи, да кажеме, покрај овие проекти што ги реализира Разбој има собствена работилница која што веќе 6-та година поред се занимава професионално од изработка, значи од целно комплетен производите ги изработува, од вртење, сушење, печење до украсување, до пакување и понатак и пласирање на пазарите во Македонија и пошироко. Значи, целта ни беше со оваа работилница за да изработиме автентични сувенири за Велешкото поднебе и за поднебето на цела Македонија со етнолошки карактер, изработени од керамика, да го афирмираме градот и нашава република со тоа што исто можам да се пофалам и оваа работилница работи во полн сјај. Поради тоа што за Велес кога ќе кажете, кога ќе ги однесете производите на пазар, не треба многу да зборувате, да говорите. Само по себе веќе некој пред нас тоа го направил, го кажал и можам да се пофалам дека многу добро работи работилницата. Ги пласираме на пазарите во Македонија. Тука во Велес имаме сувенирница која што функционира во куќата на Кочо Рацин. Има најава дека овие денови ќе се отвори во куќата на гимназија. Нашите производи исто и таму ќе бидат застапени во таа сувенирница. А може луѓето кои што се заинтересирани, кои што сакаат да поклонат, да купат, да однесат на некому, да не најдат во спортската сала е сместена во подрумските простори оваа работилница, па така да кој има потреба и желба да купи производ кој што ќе се горде дека е купен од Велес и дека ќе го поклонат, може да не најдат во спортската сала во Велес. Дали овие производи ги пласирате и надвор од Велес? Да, овие производи се пласираат, значи најмногу во туристичките места. Да речеме, пласираме производи во Охрид, Струга, на Свети Наум, во музеите во Македонија, во музеј на Мајка Тереза, исто морам тоа да го споменам. Во сувенирниците поголеми низ Скопје, значи ги пласираме сувенирите и надвор од Велес. Јас претпоставувам дека овие сувенири највеќе се барани од туристите, од странците. Како реагираат кога ќе ги видат, како се изработени? Па да, ние на секој производ имаме сертификат и во сертификатот пишува во што е изработен производот, дека е рачно изработен. Посебно странците го ценат тоа рачната изработка, што во Македонија, да кажем, од ваков вид сме можеби и единствени, кој што направивме спој меѓу традиционалното и современото, за да и ги минимизиравме производите да бидат помали, заради тоа што при транспорт да можат странците да го однесат надвор од нашава држава, али верувајте ме, ние сме правили такви проекти каде што сме спаѓале со Гранчарското колце во некоја сувенирница, па да видат како сето тоа изгледа да се изработи, па да се нашара. Се навистина воодушевени од нашите производи и еве резултат на тоа четворица вработени имаме во нашата работилница. Добро обстојуваме, не можеме да се пожалиме. Се надевам дека понатака
ќе креираме уште подобри сувенири кои што достојно на еден достоинствен начин ќе ја представуваме и државата и секако градот. Ке се вратам назад уште еднаш на етноработилниците. Ме интересира дали децата, младите сакаат да работат на гранчарското колце и дали е лесно да се работи на гранчарско колце? Децата сакаат да работат, поради тоа што јас често пати го споменувам тоа. Глината има едно таква моќ да ве привлекува. Особено гранчарскиот занет, доколку навлезете во тајната на занаетот, во тајната на глината, врзани сте за секогаш. Тука више не можете да се излечите од таа болест. А децата секако сакаат да работат, да творат, меѓутоа, за жал, овие работилници траат 10 дена. За 10 дена ниту еден занет не може да се научи, па камоли гранчарството. Па и од таму цел да е, да речеме, за воиднина, за во наредната 2016 година сакаме да основиме еден центар за изучување на керамика. Сите талентирани деца кои што ќе ги видиме во работилниците, да ги насочиме во тој центар и да продолжат да го учат занаетот. А јас сум изненаден. Децата не само во гранчарството, во сите работилници, навистина морам да ги пофалам и за мене гордост, се гордам со такви деца што имаме, кои што си сакаат културата, си сакаат сето она што ни оставиле нашите предци, али верувате со децата мора да се поработи понатамо за да испливаме ние на површина, некој да биде и занаетчија, навистина да се бави со ова. Така, значи младите се доста заинтересирани за овие занаети. Да. Јас навистина сум изненаден во позитивна смисла. Децата творат, работат, се трудат, имаат желба голема, али пак ќе го повторам, проблемот е во тоа што за 10 дена не може да се направи занаетчија од некого, меѓутоа може да се види дали има амбиции за понатаке да се занимава, али сметам дека ако поработиме во иднина на таа проблематика, гранчарството нема да го оставиме туку така да си замине во историјата на нашето минато. Јас ви благодарам многу што денеска бевте гостин во нашата емисија и ви благодарам многу што организирате такви етноработилници и колонии, каде што не само гранчарството, туку и другите занаети и ме продолжувате традицијата на другите занаети кои што долго време обстојувале во Велес. Се надевам дека и во иднина ќе бидете повторно гостин со многу повеќе информации. Почитувани гледачи, сега во продолжение предлагам да погледнеме блока реклами и временската прогноза исто така да ја погледнеме уште еднаш и следното што сакам понатаму да го најавам еден музички спот.